Со осврт на сработеното во изминатата година и давање на признание за најзаслужните, Општина Велес на новогодишната свечаност ги сумираше резултатите од 2014 година. Покрај презентацијата на отчетот, од Општината беа доделени признанија за најуспешниот полицаец, пожарникар, хуманист, земјоделец, комунален работник и за нечија на годината. Со проблеми од криминалот, со проблеми од јавниот ред и мир, со поплак од граѓаните, кавги расправи, сообраќај, безброј прекршоци, безброј проблеми на кои што мора да обрнеме внимание, да работиме, да им помагаме на граѓаните, да го спречуваме криминалот, да ги заштитиме немоćните. Ќе продолжиме и понатаму. Ќе биде ли поттик оваа награда за уште поголемо залагање? Да, секако дека ќе биде за уште поголемо залагање. Се до моето пензионирање ќе работам против криминалот. Ова признание е едно големо задоволство. Не само за мене, тоа значи и за општината и за колективот кој што сум работел. Имаше ли активност, имаше ли работа против пожарната единица оваа година? Па оваа година, како да ви кажам, не беше многу оптеретена, но сепак оние обврски што треба да се ги завршиме во работата, се завршили успешно. Се чувствувам добро, секогаш кога ќе подарам крв, знаејќи дека помагам на некој. Не да Боже да требам и да ти такви случаи. Колку пати до сега имате? 100. Продолжите ли ова поттик ли да продолжите понатаму? Ќе продолжи, без оглед на наградата, мислам. Ќе продолжам и понатаму да дарувам, само да ме служи здравјето. Се занимавам со земјоделие, повеќе него 15 години и работиме земјоделие успешно сега за сега. Што значи ова признание за вас? Па оваа награда и ово признание значи многу за тоа што се сетил некој на нас дека постоиме, дека работиме таму како трпна работа и многу ни значи поттик за во 2015 да работиме повеќе и да бидеме се поуспешни. Изминатава година, локалната самоуправа покрена иницијатива широм општинските училишта и детската градинка за сачувување на животната средина, за што беа доделени и признанија, а како најуспешни во оваа област беа основното општинско училиште Кирил и Методи. Како еко-училиште, 5-та година поред веќе ја спроведуваме оваа акција. Учениците имаат навика да го прават тоа. Сега понеделник на оделенскиот час носат пластика и хартија. Одлични се во рециклирањето. Ги спроведуваат активноста континуирано и доказ за тоа и наградата што ја добивме денес. На новогодишната свечаност беа доделени стипендиите на 8 на средношколци и 8 на студенти од градот. Многу сум среќна што ја добив стипендијата и оваа година, зашто ја добив и минатата година, бев стипендијант. Исто така оваа стипендија представува поттик за мене да продолжам да творам, затоа што наградите ми се добиени со поезија, пишувам поезија. Многу сум среќна поради оваа стипендија и исто така ова представува поттик за понатамошно творење и постигнување на што поголеми успеси. Градоначалникот Чедиев претходно и на пресконференција годината која изминува ја оцени како успешна за локалната самоуправа. Јас 2014 година за општина Велес, иако не остануваат уште 2 дена, можам да оценам само позитивно. Позитивно затоа што ни се десија неколку крупни случувања во нашиот град. Првото и основното е токму она за кое што секогаш говоревме, тоа е стварање услови за отварање на нови работни места. Токму затоа во оваа измината година видовте дека со непосредни договори успеавме, благодарение на владата која што донесе инвеститор во Кавадарци, да вработиме околу 1000 луѓе, која бројка континуирано расте. Истовремено почна регрутирањето на кадарот за Велешката фабрика, популарно речена Маркат. Индустријската зона Каласлари, гледате дека интензивно се гради, тоа значи дека веќе ги гледаме контурите на идната фабрика, во меѓувреме се пристигнати барања за давање дозвола и на следната фабрика што ќе се гради непосредно до таа фабрика. Ние истовремено засилено го завршуваме сето она што е потребно во инфраструктурата, тоа значи од канализациониот систем со пречистителна станица, водоснабдевањето го завршеме, снабдевањето со електрична енергија е завршено. Истовремено, второ објект значаен што годинава и самите бевме сведоци сите на тој настан е театарот што се пушти во општина Велес. Новиот кружен текст и сето она што беше инфраструктурно средување на нашиот град остава простор да општина Велес биде задоволна сето она што го имаме направено. Значи, она што го ветивме на граѓаните, континуирано во повеќе од 90% го извршуваме.
Во освртот на 2014-та, Велешкиот градоначалник потенцираше дека е задоволен и од реализацијата на општинскиот буџет, за која вели дека се движи околу 80%. Очекувањето од општината за идната 2015 година е да се реализираат веќе најавените проекти и планирани активности за истата.